Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Репрезентативецот Николче Новески го доби признанието од Фудбалската федерација на Македонија за најдобар фудбалер за 2013 година. Признанието Новески го заслужи со своите настапи во дресот на Бундеслигашот Мајнц и за македонската фудбалска репрезентација. Фудбалерот на Хоризонт Турново Дејан Блажевски е најдобар во домашното првенство, а најдобар тренер е Благоја Милевски од Вардар. Председателот на Работнички Драган Поповски е најдобар фудбалски работник за 2013 година, а тимот од Дебар Мало го доби Fair Play признанието. Јован Кустовски со 22 постигнати гола е најдобар стрелец во изменатото првенство. За најдобар млад фудбалер е прогласен Маријан Радевски од Металург, најдобар тренер во младинска категорија е Александар Васовски, а најдобра екипа во младински фудбал е Металург. Најдобар фудбалски судија за 2013 година е Димитар Мечкаровски. Наградата за најдобра фудбалерка и припада на Наташа Андонова. Најдобар стрелец во женски фудбал е Елена Јаковска. Наградата за животно дело му припада на поранешниот македонски селектор, предводник на првата фудбалска генерација по осамостојувањето на Република Македонија Андон Дончевски. Масимилијано Алегри на крајот на сезоната сигурно ќе ги напушти росонерите. Тој има договор со Милан до крајот на сезоната и сигурно дека нема да го продолжи престојот во Милан. Па уште сега неколку заинтересирани клубови стапиле во контакт со италијанскиот стратег, претежно од Франција. Пари Сен-Жермен и Монако се заинтересирани да го доведат италијанецот во своите редови и веќе доставиле официјални понуди до неговиот агент. Сепак Алегри најверојатно ќе ги одбие двете понуди бидејќи е блиско до договор со италијанската фудбалска репрезентација за наследник на Прандели по светското првенство во Бразил. Алегри не крие дека сака да биде селектор на Италија и веќе ги договорил сите детали за превземање на репрезентацијата. Главен фаворит за негов наследник на клубата на Милан е Кларен Сидоров, но во игри актуелниот селектор на Англија Чезаре Прандели. Лавеци, уште во текот на летниот преводен рок се поврзуваше со камбек во серија А, откако не успеа најдобро да се снајде во нападот на Пари Сен-Жермен по трансферот од Наполи. Како што се доближува зимскиот преводен рок, се почести согласимите дека аргентинецот би можел да се врати во Италија, каде неколку екипи, а пред се Интер се заинтересирани за неговите услуги. Опција која самиот Лавеци призна дека се совпаѓа со неговите желби. Интересот на Интер за моите услуги секако дека е добреден и дека ми ласка, изјави Лавеци, кој во Интер би можел пак да соработува со својот некогашен тренер од Наполи, Валтер Мацари. Евентуалниот трансфер на Лавеци во Интер ќе зависи од тоа дали Фреди Гуарин од Милано овој јануари ќе се пресели во редовите на Челси. 5 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Божигните надпревари ги одбележаа поразите на двата тима од Лос Анџелес и Њујорк. Мајами Хит славеше на гостувањето во Стейпл центарот кај Лейкерси со 101-95. Крис Бош и Вейт постигнаа по 23 поени, а Леброн Джеймс 19 за Мајами. Лейкерси, кои играа без Коби Брајант, во поголемиот дел од мечот беа рамноправен противник, но во финишот подклекнаа. Ник Јанг забележа 20 поени, Джоди Микс даде 17, Хенри 14, а Гасол имаше дабл-дабл учинок 13 поени и 13 скока. Во дербито на Тексас, Хјустон триумфираше на гости кај Сан Антонио со 111-98. Творци на победата беа Харден со 28 и Двајт Хауард со 15 поени и 20 скока. Прв стрелец кај Спарси беше Джинобили со 22, а Тим Данкан имаше 11 поени и 14 скока. Голден Стейт со 105-103 во тензичен надпревар ги солода LA Клиперси. Стеф Кари постигна 15 поени и 11 асистенции, додека Томсон беше стрелец на 23 коша. Крис Пол даде 26 поени и 11 асистенции, додека Грифин, пред да биде исклучен во последниот период, оствари 20 коша, 14 скока и 5 асистенции. Пораст синоќа забележаа и тимовите од Њујорк, Никси и Нетси. Њујорк беше соладан во Медисон Сквер Гарден од Оклахома Сити со 123-94, а Бруклин Нетс исто така на свој терен загуби од Чикаго Булс со 95-78. За вечера предвидени се само 4 средби во NBA лигата. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.